Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е Билјана Јовановска, председателка на Десница, како што кажав, и поранешна директорка и на Агенцијата за вработување на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Јовановска, добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата, добро ве најдов. Еве само за вовед, председателка на Десница. Десница е самостојна политичка партија, се обидувате да се наметнете сега на политичката сцена, само кусо за партијата, па ќе продолжиме со разговор. Десница постои од 2013 година како политичка партија. До 2015 функционираше сама, од 2015 година навамо во коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз и со други политички партии. Во моментов Десница се ребрендира, меѓутоа не само на хартија, туку суштински, длабински, прави реформи внатре во партијата. Десница веќе изработи усвои доктрина, која што ќе биде патоказ за незино делување во интерес на граѓаните и во интерес на Македонија, каде што приоритет ќе бидат граѓаните, граѓанинот, семејството, правда и правичност, праведна држава, култура на законие, односно каде што максимално ќе се заложиме за подобро утре на граѓаните, но се разбира и подобра сегашност. Ние сакаме македонските граѓани од сите без разлика на вера, на нација, да бидат среќни, да бидат задоволни, да бидат исполнети во секоја смисла на зборот и економски да бидат моќни, се разбира со единствена намера сите ние да останеме во ова преубава Македонија и да живееме сложно, сигурно, безбедно. Да, ќе разговараме повеќе за партијата, ќе видиме што тоа значи, што го најавувате. Ајде да видиме што се случува на политичката и економската сцена. Ми се чини дека најмногу реакции вчера предизвика овој предлог на Фискалниот совет во собранието да се зголеми старосната граница за пензии, нешто што гледаме дека предизвика доста реакции и кај стручната јавност и на социјалните мрежи. Иако предлогот беше одбиен, како што видевме од пратениците, сепак што ме ставен на маса, што за него се размислува и веќе и формално е поднесен, значи веќе ја имаме таа приказна која лебди во општеството. Значи, зголемување на старосна граница за жени и за мажи на 67 години. Сте били директорка на ПИОМ, што мислите за предлогот? Видете, господине Сеат, неприфатлив е овој предлог, ако имаме во предвид дека во приватниот сектор, во тешката индустрија, во текстилот, во градежништвото, граѓаните не можат да издржат да работат до таа возраст, ако земеме во предвид дека просечниот век на македонците е некаде 73-75 години, колкат период ќе остане за ние да уживаме во пензијата што сме ја заслужиле во текот на изминатите години. Владата мора да најде поинакво решение за да обезбеди стабилен пензиски фонд. Едно од решенијата е можеби непопуларно кај работодавачот да се зголеми стапката на придонес за пензиско осигурување. Но она што требаше да се реши одамна, а веќе е време, да се надмине проблемот со сивата економија. Значи, кога не би имале сива економија, би се зголемил буџетот и на фондот, како и на останатите два фонда, Агенцијата за вработување и Фондот за здравство, со тоа што сите кои што се во кои што работат, ќе засноваат работен однос и за истото ќе бидат платени придонесите. Зголемувањето на таа сива економија според некои параметри ми се чини се проценува 30 до 40%. Така велат експертите. Исто така многу е важно меѓу другото да се зголеми бројот на вработени. Мојата информација е дека во моментов е паднат бројот на осигуреници. Разликата помеѓу бројот на пензионери и бројот на осигуреници веќе се приближува и е нормално фондот да не може да издржи и да покрива пензии, односно да исплаќа пензии. Колку беше бројот на вработени вие која бевте директорка на агенцијата? Осигуреници имаше некаде околу 570.000, со 330.000 пензионери чинам. Сега во моментов мислам дека е помал бројот на осигуреници. Јас за жал не можам да најдам статистиката од минатата година и од оваа година за бројот на осигуреници.
Она што сакам да кажам е дека пензионерите треба да бидат спокојни. Не може во државата да се случи да не се исплаќаат пензии. И да го објаснам моментот на дефицит или дупка што велат во пензискиот фонд. Значи тоа е креирано законски и предвидено уште од 2003 година кога се прават приватните фондови, кога се воведуваат. Тогаш државата превзема обврска и вели од 6% од придонесот за вработување фондот за пензиско ќе префрла во приватните фондови. Што значи од 18,8% 6% одат во приватните фондови. Теретот за исплата на пензии останува на државниот фонд, а приватните фондови се почнаа со исплата, меѓутоа има во моментов, мислам, нешто помалку од 100 луѓе кои што земаат пензија и од приватните фондови. Тоа се фактично тие луѓе што им дошло време. Од тога што плаќале, сега им дошло време да одат на пензија. Значи, после 2030 година ќе се зголеми бројот веќе на исплата на пензии од приватните фондови. И сега вие имате буџет во фондот за пензиско инвалидско, дел оди во фондот за здравствено осигурување, 13% е здравственото осигурување за секој пензионер. Дел од буџетот оди за покривање на придонесите на сите оние што беа ослободени од придонеси. Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, заштитните друштва и ред други мерки и проекти кои што ги туркаа владите во изминатите години и беа ослободени одредени категории на граѓани од придонеси за пензиско инвалидско осигурување. Значи не се уплатени средства во буџетот на фондот, а за истите треба да биде исплатена пензија како да се уплатени тие средства. Исто така минималната пензија е загарантирана од државата. Што значи онаа разлика од пресметана пензија од 8.000 денари до минималната пензија треба да ја покрие пензискиот фонд од сопствениот буџет. Што значи, ако државата трансферот на средства го прави директно кон приватните фондови, директно кон фондот за здравство, ако таа разлика од минималната пензија до онаа што е пресметана реално на поинаков начин ја уплаќа државата, тогаш фондот за пензиско нема да црпе од централниот буџет или би било тоа нешто многу малку. Она што се јавува како прашање е што се случува со финансиските средства кои што фондот ги уплаќа во приватните фондови. Значи, до сега никој не објасни, ниту еден министер не ја објасни целата таа процедура и да знаат граѓаните што ги чека во иднина кога тие ќе земаат пензија во приватните фондови. Јас би сакала еве сега новиот министер да го прашам, дали оние граѓани кои ќе почнат да земаат пензија и од државниот и од приватниот фонд се во понеповолна положба од оние што ќе земаат пензии само од државниот фонд. Зошто? Затоа што пресметката која што ќе се прави е многу пониска. Од приватните фондови? Да. Оние... Како може да заредим тоа не е иста методологија? Не. И затоа пак ќе кажам, тука треба многу да се разговара на таа тема и да се утврди што е поволно, што не е поволно за граѓаните, односно за идните пензионери. За оние кои што државата сега како што гарантира минимална пензија, гарантира и максимална пензија. Но оние што се во приватните фондови нема ограничување и тие таму што се функционерите сега во моментов, да речеме, кои што имаат високи плати и имаат високи придонеси, они ќе земаат многу голема пензија од приватните фондови, бидејќи таму нема ограничување. Да, значи може да биде било колку, зависи од придонесите. Може да биде и 100.000 денари, може да биде и 100.000 и повеќе од 100.000. Значи, таа тема околу пензискиот фонд треба транспарентно, отчетно и детално да се изанализира и да се донесат одлуки, да се интервенира во законот и сето тоа да биде во интерес на граѓаните. А исто така, еве, добив јас прашање, еве, вака од луѓе, мислам дека на луѓето не им е ни јасно баш со тие средства што стојат во приватните фондови. Знаеме дека приватните фондови од 2003 наваму, тоа се 20 години. Они ги гледаат тие средства да ги има, знаеме дека приватните фондови ги располагаат, работат со нив, дека тие не се
не се пари, тоа се парични единици во суштина што ги имаат граѓаните во моментов. Они кога ќе добијат известувања, износот што го гледаат, не се тоа во пари, во денари, тоа се парични единици. Парите како пари стојат во банките чувари на трите приватни фондови. Значи, приватните фондови имаат банки чувари, таму парите се инвестираат, се вложуваат, предпоставувам целта е да се множат тие средства финансиски, а во моментов парични единици гледаме ние на нашите сметки. И тие пари не може да се искористат се до пензија. Тие пари не може да се искористат. Сега имаме различни ситуации. Ако имаме, например, не дај Боже, семејна пензија, ако треба да се користи семејната пензија, тогаш се поднесува барање, државниот фонд и приватните фондови се согласуваат и се отпочнува со исплаќање на семејна пензија. Но доколку граѓаните ги подигнат тие финансиски средства од приватниот фонд, во тој случај не им следува семејна пензија. Значи, граѓаните треба да бидат запознаени, да бидат обучени, односно, она што кај нас недостасува е поголема транспарентност и информираност на граѓаните. Нашите граѓани сакаат само искреност, ништо повеќе. Сакате да кажете дека можеби целата таа реформа со приватните фондови сега гледано од една временска дистанца, сега од 20 години, не дава баш добри резултати. Според оваа анализа сега што ја кажувате? За приматилите на високи плати е одлична, меѓутоа за приматилите на ниски плати, на минимална плата, кои се повеќе, кои што се во најголем процент, па според мене и не е баш добра сликата. Еве, јас затоа ја отварам во неколку наврати оваа тема, експертите, власта, да бидат искрени и со детална анализа и точни информации да излезат пред граѓаните и да донесат најдобра одлука во интерес и на граѓаните и на државата. Колку е сега процентот или сумата која секој месец мора да се префрлува од буџетот за граѓаните да земат пензии? Имаме ли сума отприлика? Па видете, чинам дека беше околу 30 и нешто проценти на годишно ниво трансферот што треба да се направи. 33-34 зависи од годините. Се намалуваше, сега еве за следната година е предвиден поголем процент, меѓутоа од тие средства околу 5% се потребни за да се надмине разликата од пензијата што следува до минималната пензија. Околу 10% одат во фондот за здравствено осигурување. Околу, зборувам од тие 30 и нешто проценти, околу 10 до 12% се префрлаат во приватните фондови. И затоа белам, тој трансфер што се прави од централниот буџет во суштина оди во оние институции кои што со закон е предвидено да учествуваат во делот од финансиите што се прибираат од придонесот за работување. Колку е тоа во пари? Кога ќе кажеме 33% од прилика, колку е тоа од фондот на ПИОН? Па не знам, да ви кажам, не знам точно оваа година колку беше буџетот на фондот. Не можам да се сетам. Мислиш, че нешто околу 700 милиона беше или сега карикирам, не знам, јас не сум сигурен, или повеќе беше? Па не би можела точно да кажам. Добро, тоа се сигурно неколку стотини милиони евра, како и да е, тие проценти. И сега, поентата ми е дека ние, всушност, секоја година взимаме кредити за да делиме пензии. На тоа се сведуваме. Ако ја видиме на крај, суштината е таа. Значи, ние мора да се задолжуваме за да дадеме пензии. Се додека не се развие економијата на тоа ниво, бројот на вработени да биде далеку поголем од бројот на пензионери, ние ќе имаме ваква ситуација. Значи, не може да имаме еден пензионер, еден вработен на еден пензионер или вработен 1,5 на еден пензионер. Најмалку треба да има 3 вработени во државата спроти еден пензионер, за да биде сето тоа издржано и за да му биде полесно на фондот за пензиско во делот на реализација и исплата на пензија, односно без да црпе од централниот буџет. Иако, пак ќе кажам, тој трансфер е планиран и е предвиден во 2003 година. И тоа не е нешто ново или нешто што се должи на лошо менаџирање. 99% од буџетот
е наменски за исплата на пензии во Македонија, во странство, здравствено осигурување, приватни фондови. Да. Некако, почнавме со економија на некој начин, па да продолжиме. Унгарскиот кредит е нешто што сега исто така доста ја бранува јавноста и отвара и контроверзи и прашања. Ке го тргнеме политичкиот дел од кредитот, за тоа од каде се зема, зошто се зема, ке го видиме само економскиот. Па дел од експертите замераат и на она што е кажано дека тоа е најефтин кредит, најдобра камата која се прокламира дека е 3,25% која ќе ја плати владата, а 1,9% ќе го платат фирмите кои го земаат од банките. И така тука комбинирано добиваме околу 5% вкупен трошок за кредитот. Веќе со 5% ми се чини дека тоа не може да се каже дека е најефтин кредит, бидејќи имаме кредити од Европска банка за обнова и развој кои се 3, нешто проценти. Видете, господине Сјат, не може и да го тргнеме политичкиот момент ако земеме во предвид дека едно од ветувањата на сегашната власт, на премиерот, беше 1 милиарда евра дека ќе обезбеди. Јас сум повеќе од сигурна дека сите граѓани сметаат дека тоа ќе биде некоја инвестиција, а не дека ќе биде кредит. Уште повеќе што ако е кредит, зошто токму од таму? И зошто под услови договорени во 4 очи? Можеше да има јавен повик. Ние не знаеме кој ќе дадеше подобри услови, дали тоа ќе беше можеби некоја друга држава, дали тоа ќе беа банките во Македонија, ќе учествуваа во целата таа постапка. Јас сметам дека дали овој кредит ќе на крајот ќе каже дали условите се поволни и добри или не се, но знам дека и намерата и намената во моментов за која што тој кредит е земен и се распределува е, би кажала, политичка корупција во смисла дека ќе се финансираат општините, ако земеме во предвид дека општините ги водат градоначалници на ВМРО ДПМН, дали тоа значи дека ќе ги покриваме претходните 3 години на неуспешно менаџирање и раководење со општините, па сега со тие пари ќе отпочнеме проекти за да се покриеме за нашето претходно неработење или лошо работење. Не е коректно граѓаните да плаќаат кредит, да враќаат кредит земен од извршната власт за да се дава на локалната власт, односно на градоначалниците, уште повеќе во година кога веќе започнува предизборна кампања. Владата кажа дека тоа нивниот одговор на ова беше дека тоа не е корупција, дека може да го користат сите општини и општини што се под опозицијата, иако тие ги има малку реално. Многу малку. Но видовме дека и тие малку не добија сите. Например, градот Скопје не доби, Струмица имаше проблем, кај што имаше некои општини во Западна Македонија што беа одбиени со некакви образложувања за нецелосна документација. Во секој случај нетранспарентно е земен кредитот. Второ, дали се поволни условите ќе покаже времето. Трето, не е во ред оваа година да се трошат тие пари, кога ќе имаме кампања за локални избори, и во делот на финансиските средства од кредитот што ќе треба да бидат дадени на приватните компании, треба да биде крајно транспарентно. Значи, да се знаат добро условите, да се види кои фирми ќе добијат, да се види зашто и како ќе се трошат. Значи, ќе треба целиот тој процес да се одвива многу внимателно со контроли во делот на трошење на финансиските средства, која фирма колку пари ќе земе, зашто ќе ги користи, се разбира, се зависи од условите кои што ќе ги постави владата за да ги додели тие средства, но јас верувам, останувам на ставот дека граѓаните не очекуваат дека станува збор за 1 милиарда кредит, граѓаните очекуваа 1 милиарда инвестиции. Да, сега ќе ги враќаат секако, дали преку она што владата ќе го плати, дали преку фирмите, и тоа се граѓани, нели? А колку е поволен не знаеме, бидејќи немаше јавен повик и не знаеме другите банки од другите држави или од Македонија колку
би дале финансиски средства како кредит, под кои услови, со каква камата. Во овој случај остануваме само на зборот на владата дека тоа е поволен кредит. Да. Се селиме на политички терен, еве како вовед имаме сега една ситуација каде што владата има убедливо мнозинство во парламентот, веќе зборуваат за 2/3 дека имаат со последните таму превирања. Имаме опозиција која е прилично слаба, ако зборуваме сега за условно кажано македонскиот дел од опозицијата за СДСМ, која ми се чини на најниски гранки, тие нешто се преструктурираат, ќе видиме како ќе биде тоа. Дуи, од друга страна, не би кажал дека е политички слаба, барем според рейтинзите, но состојбата е таа. Имаме влада со убедливо мнозинство и една опозиција која е прилично слаба во моментов. Мислите ли дека наскоро нешто ќе се смени на тој план или таа е сликата што ќе ја гледаме? Господине Сеато, во моментов состојбата на политичката сцена е скоро идентична како во 2017, во 2002 година. Односно секогаш кога имаме избори, после изборите, кога ќе дојде нова гарнитура на власт, првите 2 години партијата која што зборувам од носечките партии СДСМ или ВМРО ДПМН, која станува опозиција, има проблеми и тешкоти и се реформира. Во 2002 година така беше со ВМРО ДПМН, се подели со ВМРО Народна партија, па не можеа да се формираат општински комитети, му беше тешко тогаш на Никола Груевски да ја консолидира партијата. Ние сме сведоци дека дел од функционерите на Никола Груевски претходно беа во ВМРО Народна партија која имаше поделба на партијата. Значи до 2000, од 2002-2003 и веќе во 2004 беше партијата консолидирана, имаше направено реформи и следеа изборни резултати на локалните, па потоа и на парламентарните избори. Во 2017 иста беше состојбата со ВМРО ДПМН. Никола Груевски заменуваше, дојде Мицковски за лидер на партијата, па се појавија реформатори, па имаа внатрешни проблеми, блокади. Беа реално слаба опозиција и ставот беше дека со ваква опозиција СДСМ и коалицијата ќе владеат долго. Меѓутоа, еве што се случи. Тие се реформира, се реорганизира и следеа нивните успеси на локалните избори и потоа на парламентарните избори. Јас сум повеќе од убедена дека СДСМ како најголема опозицијска партија ќе се реформира до предлокалните избори, ќе се консолидира, ќе ги збие своите редови, ќе си направи една чиста слика и представа што е целта, која е визијата, која е мисијата, за да го надмине овој проблем. Реално на Македонија и треба добра опозиција, односно во секој демократски систем е потребно да има опозиција која што е силна и која што ќе биде коректор на политиките на владеачката гарнитура. Така и во Македонија. Меѓутоа не само СДСМ и сите останати политички партии, помали средни, кои што се во моментов опозиција, треба да се реформираат, ребрендираат. Тоа го прави десница во моментов. Значи, донесе една доктрина која што ја усвои, по која што треба да се води во иднина, се тоа во интерес на граѓаните, во интерес на државата, затоа што е многу важно кога вие имате една визија за како сакате да изгледа државата, како сакате да живеат вашите граѓани. Она што кај нас недостасува е, би рекла, правда, правичност, владење на правото, владење, односно практицирање на законите, и на тоа мора да работиме сите со заеднички сили. Недостасува и голема политичка култура, како ние би имале еден добар политички систем, а би имале и, би рекла, добра држава. Бидејќи сте биле дел од таа коалиција, ќе прашам еве за мислење или за коментар. Вчера лидерот на СДСМ Венко Филипчев во едно интервју го повтори ставот дека тие увиделе дека за падот на СДСМ или за падот на рейтингот или за целата влада најмногу биле одговорни ДУИ, дека ги увиделе грешките на односот на СДСМ кон ДУИ на некој начин.
Тоа Филипче го повторува повторно. Мислите ли, се согласувате ли со таа констатација? Дека начинот на владење на ДОИ најмногу го, ајде да речеме, урниса рейтингот на таа влада? Па може би да, но знаете како сепак некој дозволил такво нешто. Јас би кажала дека ние сите, како политички партии, посебно кога сме на власт, мора да се водиме од принципите на добро владење, владење на законите, добар политички систем, добра економија, економски просперитет за граѓаните. Сите други работи да ги тргнеме на страна. Меѓутоа, ќе имаме проблеми и секоја власт ќе има проблеми, доколку не се појави моментот на политичка одговорност. Реално во Македонија не постои политичка одговорност. И затоа, може би партиите што се на власт прават грешки, прават пропусти и се разбира потоа се казнети од граѓаните на изборите. Политичка одговорност или правна одговорност, сето така ми се чини дека на некој начин е комплементарно поврзано е. Гледаме дека оваа власт го вперува прстот кон судството, имавме еве сега и оставка на претседателката на Судскиот совет, но ми се чини дека истото го правеше и претходната власт. Секогаш кога постоја некакви критики, па тие веле, еве, судството, вакво е, такво е, нереформирано, корумпирано, 2% доверба и така натаму, како да постои некаква синхронизација тука во тие обвинувања кон судството кои мене ми личат повеќе за оправдувања отколку за реална состојба. Не дека судството не е такво, но ми се чини дека нема никаква волја за тоа да се реформира темелно и суштински. Туку се користи само како параван за скривање на аномалиите. Видете, господине Сејат, ние не треба да го обвинуваме само судството. Потребни се реформи во судскиот систем, меѓутоа се потребни реформи и во јавната администрација, во државната администрација, во образованието. Секаде се потребни реформи и тоа длабински, суштински реформи. А се разбира, потребни се реформи и во судството. Тие реформи треба да се случат откако ќе им одобриме на судовите независност. Пред се финансиска независност, организацијска независност, односно да ги оставиме судските органи сами да се бираат. Не може додека извршната власт и законодавната власт номинираат членови во советите, предлагаат партиски луѓе таму или на било кој начин имаат удел во тие совети, не може да кажеме дека ние ќе имаме независна судска власт. Треба да ги оставиме, тоа се зрели, интелектуалци, способни луѓе кои што треба да се организираат сами. Сами да си ги избираат членовите на своите совети. Она што треба да го прави законодавната, односно извршната власт, е да воспостави некој систем на мониторинг, на контрола, но не и внатрешно мешање во работењето преку своите членови. Од друга страна, мора да имаат тие финансиска независност. Тогаш веќе би биле, не би зависело од извршната власт и не може извршната власт без разлика која партија е на власт да им диктира, да ги менаџира или да нарачува пресуди или други работи. Ако една подрачна единица на една државна институција има службено возило, зошто да нема судот службени возило? Не знам дали знаете дека еден судија кога треба да излезе на терен, треба него да го вози тужителот. Многу непријатна ситуација. Судијата оди на терен на увид, тоест, извинете, не зборуваме за граѓанска парница. Оди со тужителот. Тужениот си били се што сега они се договараат во кола. Многу е непријатно и за судијата и за странките. Зошто судовите да немаат службени возила? Репрезентација имаат сите институции во извршната власт. Сметам дека финансиски средства судиите за тоа немаат. А да не зборуваме за технички персонал, односно за секретарки или нешто слично. Сепак треба да им дадеме автономија. А судиите кои што ќе се огрешат, кои што во надзорот и контролата, а тоа лесно се прави, ќе се утврди
дека работеле несовесно, незаконито, земале мито, корупција, тогаш ќе се санкционираат. Да, но ми се чини дека нема волја за такви реформи, или барем јас не гледам, дека само се зборува па не со години, со децении веќе слушаме една те иста песна, но како никој да не сака суштински да го реформира правосудството. Па најверојатно затоа што не се случува сето тоа. Пак ќе кажам, може, лесно е тоа, но кога ќе ги ослободите од притисоците од извршната власт. Во тој случај само следите вие дали судската власт е корумпирана, дали веќе почнаа да судат судиите на 6 месеци. Порано беше преку 1 месец, па преку 2, преку 3. Сега од рочиште до рочиште поминуваат 6 месеци. Значи една граѓанска парница без 10 години не може да се заврши. Да. Што не е во ред. Значи судиите меѓу другото треба да се провери дали имаат услови за работа. Кој е бројот на судии? Меѓутоа тука треба да помогне и образованието. Значи не е само ние велиме корумпирани се судиите или не се, не сите се разбира, дали судиите се доволно образовани и стручни со ваквиот принцип на образован процес, да речеме. На времето, за да бидеш ти правник, се полагаше кај професорите усно, се полагаше малце, како да кажам, потешко. Сега со тоа за окружување, да, не, може били, не знам, од 3 опции бирате една опција. Судиите порано мораат да имаат работно искуство во областа или на адвокатурата, или на факултет, или во судовите. Сега со академијата имаме само еден вид теорија. Ние имаме судии што не прават разлика помеѓу Агенција за вработување и Агенција за администрација. Тоа се сосема две различни работи, односно два различни основи за вработување и за работен однос, меѓутоа дел од судиите не прават разлика. Затоа што сепак немале такви предмети, не се соучиле со такви предмети, а во академијата можеби е пропуштен тој момент, односно не е можно се да се научи во училишните клупи. Сепак требаат поголеми и подобри реформи. Ние треба да го имаме во предвид меѓународното право, меѓународната пракса во земјите членки на Европската унија, бидејќи се стремиме да бидеме членка на Европска унија, но сето тоа треба и да го прилагодиме тука на нашите потреби, на нашите норми. Да, добро, гледаме дека повторно сме за жал бранувани од меѓуетнички инциденти кои кај нас некако како по правило на бранови се јавуваат од време на време. Имаме еден период мирно, па повторно се јавуваат. Мислите ли дека можеби политиката ги продуцира или политиката само ги користи? Македонија не заслужува вакви инциденти. Македонија и низините граѓани заслужуваат соживот, заслужуваат економски раст и развој. А овие инциденти, планирани или непланирани, најавени или не, навистина треба да ги заборавиме и повеќе да не се случуваат. Не е само тоа што се притворени одреден број на граѓани кои што го сквернавеа македонското знаме или го албанското знаме, мислам дека некаде исто така беше сквернавено. Значи, кој е нарачателот на сите тие работи? И зошто тоа се случило? Спонтано, намерно, ненамерно, планирано, од кого планирано, нели? И во иднина да не се дозволи. Она што според десница е многу важно е дека треба да се почитуваат правните прописи. Значи, за се постои регулатива, за се постои закон. Кога и каде се вее какво знаме. Како изгледа знамето, односно неговите димензии. Символите останати на државата. Ако ние се држиме на законите, ги спроведуваме, тогаш нема да имаме проблеми. Но, многу е важна и политичката и домашната култура. Ако ние имаме политичка и домашна култура, нема да се случуваат вакви инциденти. Но тоа треба да почнат да го практикуваат лидерите на политичките партии. Ако вие како лидер на политичка партија држите пресконференција, а во салата и позади вас
не стои македонското државно знаме, туку само партиското и знамето на друга држава, вие давате пример кај младите, кај вашите симпатизери, членови, поддржувачи, да не го почитуваат законот, односно да прават кривични дела и прекршоци. Има едно прашање за кое во сите овие инциденти не се зборуваше, а кое е многу интересно, а тоа е дека и дел од македонците, ајде да речеме, не го почитуваат со така државното знаме, ова државно знаме. Знаеме во минатото дека е нарекувано и со погрдни зборови и секако, па дел не го почитуваат ни уставното име на државата, има и тука погрдни називи како се нарекуваат тие кои го кажуваат и така натаму. И секогаш тука се постава прашањето, па ако вие сам не ги почитувате своите државни символи, како барате од некој друг да ги почитува? Точно е тоа, значи како граѓани ние мора да се почитуваме прво самите себе си, да го почитуваме нашиот интегритет, нашата држава, државност, символите на партијата, химната, за да може тоа да го прават и останатите, односно нашите соседи или другите земји. Пак ќе кажам, се сведува на моментот дека потребна е култура, домашна политичка култура и потребна е култура на законието. Односно мора да ги почитуваме законите, мора да ги практицираме во секојдневниот живот сите позитивни законски прописи. Без тоа ние не може да одиме напред, не може да градиме систем, не може да градиме држава. Да, многу едноставно, само да се примени. Билјана Ивановска, претседателка на Десница. Ви благодарам за овој интервју. Ви благодарам и јас на вас. И со ова го завршуваме првиот дел. Останете со нас, одиме со една кратка пауза и продолжуваме со Владко Начевски, бизнисмен, ќе зборуваме за економските односи помеѓу Македонија и Бугарија.